Моментално се наоѓаме во селото Бистрица. Селото Бистрица е оддалечено некаде околу 50 на километри југозападно од градот Велес. Во пазилите на Мокра планина на 650 надморска височина е сместено едно од најубавите села во атарот на областа Азот. Во ова село некогаш живееле до 350 фамилии, претежно живееле од земјоделие, сточарство, како и биле развиени доста занаети. Еден од првите проекти, најголемите проекти на Сдруженијето Разбој е и овој проект – основање на етнолошкиот музеј во село Бистрица. Во етнолошкиот музеј во село Бистрица се собрани некаде околу 400 предмети со потекло од Азот, област Азот и од самото село. Досега овој музеј го имаат посетено и странски и домашни туристи, каде што имаат прилика одблизу да се запознаат со културното наследство како на селото Бистрица, така и на самата област Азот. Во рамките на овој проект, во склопот со овој музеј, предвидено е да се организираат и колонии, работилници, семинари од областа на културата. Овој проект е реализиран во поранешна школска зграда, каде веќе беше напуштена некаде околу 20 години, со напори на Министерството за култура, нашата организација, со локалната самоуправа на општина Чашка, успеавме да овој простор го полека уредуваме и го претвориме во едно вистинско место, каде што ќе имаат прилика идните генерации да се запознаат со културното наследство на село Бистрица и на самата територија на цела област Азот. Во рамките на одржувањето на оваа манифестација, секоја година покануваме културно-уметнички друштва, групи, музички ансамбли. Се со една цел да го вратиме вистинскиот сјај на оваа петровданска слава и го пренесеме во најдобро светло на нашите идни генерации, кои што доаѓаат после нас. Во Велес сум веќе по четврти пат и посебно ми е драго што сум во градот на Рацин, бидејќи мојата соработка со Сдруженијето за култура и развој од Велес трае многу подолго време и како резултат на оваа успешна соработка деновиве сум на оваа гранчарска среда. Глината за мене е предизвик бидејќи се вгутаат во душата на предметот кој го формираат гранчарите, а мојата улога е да ја разубавам формата на тој производ од грна, така да биде поприфатлив и
делува по пријатно во моментите кога се гледа од страна. Намената на моите ракотворби е мотивите од македонскиот фолклор, бидејќи сајмот се бавам со фолклор, така да ги збогатувам со фолклорните елементи и тоа биват посебни фолклорни елементи. Добар ден, мајсторе. О, добар ден. Здраво, чиво, мајсторе, Илија работа, како сме? Дали сме добри? Да се врати, супер, супер. Фала. Еве оваа година ние додовме да поканиме нетно работниците. Мило ми е. Се надевам дека и оваа година ќе си течат работите како што си Со течат големо во изминатите задоволство, години. со големо Па задоволство. можеби еве и оваа година ќе имаме некој квалитетно детенце кој што ќе може да се пофалиме, Мора да има. па да ни ја наследат и работава, Има да деца сега талентирани, не така. се најдат, има се. Оваа година ни започнуваат во истиот термин работилниците, истото се ќе си биде, ќе си траат оноко колку што и во изминатите години. Ви пожелувам исто и оваа година успех во работата, Фала и на вас се исто. надевам дека ќе биде секако што треба. Фала многу исто и на вас. Дрвото го сакаме од детството, покрај мојот родител го наследив и занаетот. Се занимавам околу најмалку 25 до 30 години, стрикно само со занаетот. И до крајот на мојот живот, што се вика, сакам да го продолжам. Па види, ко во подолга соработка со Сдруженијето Разбој, и убаво е да едуцираме и млад кадар, значи млади деца што се стварно талентирани, некој створил интерес за да изработат некои по нивна желба предмети, пошто самите деца додека е помало се проценува дека дали има капацитет да изработи например било каков предмет и голема желба. Еве во етноработилниците во овие неколку години во соработка додека сме се покажаа дека стварно деца имаат талент што изработуваат квалитетно и доста добро да работат, значи да се потрудат ко прво да научат од занаетов со столаријата и секој во животот ако не му послужи за нешто бар за своја потреба, значи да знае дома едно најопшто да може да си поправи, да си направи, да има мерак прво и прво. Си наоѓаме во куќата на Кочо Рацин по повод празникот и каде традиционално се одржуваат обука или на дечиња од организацијата Разбој, и тоа е веќе традиција секоја година по 10 дена. Децата работат со горен мерак, воја, желба, изработуваат разни предмети и се подсетуваат на стариот занает, ганчарскиот занает, кој што ја како дете сум го работил
И сега после долзи години пак со Мерак, со дечињава работам, ги обучувам, се занимаваме со ним за гранчаракот општо се. Разбој постои веројатно 10-11 години, во кои ја 4 години активно работам, креирам, помагам, се дружиме, што е многу убаво со деца да се работи, нешто стар, традиционално стар занаед, кој што е многу интересен за работа, тежок, ама многу интересен и мераклиски занаед, рекреативен занаед, кај што може да рекреираш, да правиш разни предмети, работи, грчарски, сега луксузни, модерни, се што. И така, убаво е да се дружи, да се со дечиња, да се учат, да се некој може ќе се наведе, ќе добие желба, волја, па да продолжи некоја традиција од ова, доколку убаво е да има во градот редовно таква работилница кај што ќе работа деца и може од тие деца некој да стане утре и мајстори или уметници и занаед кој што ќе се обнови наново, нема да изумре скроз како што е сега, што значи најважно е да може некоја редовна работилница да постои во градот, грнчарска, па од таа и керамичка. Грнчарска тоа значи стариот занаед и керамичка од поново сега што има некои полуксузни производи, помодерни производи за употреба, за украси и така. Да се биде дел од Сдруженијето на граѓани Разбој, пред се представува една огромна работа во која што мора да се вложи многу труд и мора да се работи со многу љубов и со многу големо задоволство за да би добиле онакви резултати какви што денес Сдруженијето ги има. Јас од многу мал ја негував и ја сакав традицијата, старата архитектура, каудермата, старите занаети кои што за жал денес изумираат. И адетите исто така. Меѓутоа, до тогаш мојот контакт со нив беше само преку телевизија. Но дојде и денот кога јас за среќа го остварив тој контакт со сето ова. Сдруженијето на граѓани Разбој го одржуваше својот проект Етно работилници во кој што учествував и јас во столарската работилница. Многуите од ова здружение искрено им требаше многу да забележат таа моја љубов кон сето ова, кон традицијата и старите занаети, па иако проектот заврши, тие не ме пуштија лесно, нашата соработка продолжи и пред година и пол јас станав председател на младите при Сдруженијето на граѓани Разбој. Со самото зголемување, да ја наречам на титулата, јас бев свесен дека ќе се зголемат и одговорностите и обврските, но со тоа немав никаков проблем. Се вложив целосно во работата и успесите продолжија како што и досега се одржува.